Добро вечер, трет дневник на К3. Интензивно се работи на стабилизирање на животот во населбата Тоде Мендол. На пункт во местната заедница се дели помош во храна и хигиенски средства. Јавното претпријатие Чистота и зеленило ги исчисти улиците и го отстрани сметот по немилиот настан викендов, а по извршената проценка на штети ќе се изнесе и шутот од разрушените куќи. Полека почнува да се враќа животот во дива населба. За погодените семејства пристигна помош од сите страни и се дели на пункт во местната заедница Тоде Мендол. Пакети со храна и хигиенски средства има за 66 куќи кои беа разрушени за време на немилите настани кои се случија на 9 и 10 мај. Се зборува за една масовна населба, значи од 67 куќи кои тука живееле 124 семејства. Се види дека одма од првиот ден веќе почнава да пристигнуваат помош од разни краеви на Република Македонија, од добротворните организации, од поединци и така натаму, од Црвениот крст, од општина Куманово и така натаму. Најпогодените жители се уште не може да се вратат дома. Дел од нив се во куќите и собираат дел од сметот онолку колку што може да се исчисти. Додека трае санацијата ќе бидат сместени кај роднини или под кирија. Сметките ќе бидат покриени, а тие обештетени. Имаше пункт тука со храна и со пијалок. Да, земамо. Каде се сега? Каде сте вие сместени? У Олизар. Спиеме коде е тетка. Не може да живееме овдека, не е место за живење овдека, многу е лошо, крше дома. Плочу нема со трски, ако спиеме ми доле, има горе многу штета, ќе падне од горе до доле. Ми се надаме, не знаеме сега дали ќе то обавештение ќе биде од владата да ги направи овие куќи. Они се дали веќе изјава да ќе обавештение уплатити. И јавното претпријатие Чистота и зеленило излезе на терен, ги чистеше улиците и го изнесе сметот. Редовно се одржува хигиената, информира оттаму и додадоа дека по проценката на штетите ќе се изврши изнесувањето на шутот од разрушените куќи. Јавното комунално претпријатие од Скопје даде своја помош во механизација, значи 2 цистерни и 1 автосметјар со луѓе. Јавното претпријатие Чистота и зеленило како координатор на работата пристапи кон првично расчистување на улица Тоде Мендол, чистење на улицата, со тоа што и изнасање на сметот кој го имаше во огромни количини. Комисијата за проценка на штетите во рок од 7 дена ќе изготви извештај за проценка на штета и ќе го достави до владата на Република Македонија. Црвениот крст на Република Македонија преку општинската организација на Црвен крст Куманово обезбеди хуманитарна помош на 110 семејства во дива населба. Хуманитарната акција ќе трае до 31 мај, а Црвениот крст апелира до сите заинтересирани да се вклучат во собирањето помош за погодените семејства. Црвениот крст на Република Македонија преку општинската организација на Црвениот крст на Куманово обезбеди хуманитарна помош на 110 семејства кои се зафатени од последиците на неодамнешните немили случувања во дива населба во Куманово. Доделена е помош во храна, средства за хигиена, средства за дезинфекција, ќебиња, вода за пиење, чизми. Црвениот крст на Република Македонија преку општинската организација во Куманово и понатаму ја следи состојбата и согласно проценката на терен прави напори за обезбедување на соодветна хуманитарна помош за семејствата. Заинтересираните правни субјекти и граѓани може да се вклучат со обезбедување на парична помош. Сметка на Фонд на солидарност 300 00 00 01 32 79 66, даночен број 40 30 98 42 71 620, комерцијална банка. Донирање на 100 денари со повик на телефоните 075 070 или 077 143 400. Црвениот крст на Република Македонија, следејќи ги случувањата на терен, донираните парични средства ќе ги насочи наменски за помош на семејствата. Апелираме до правните субјекти и граѓани дека донациите во материјална помош може да се обезбедат во храна, бебешка храна, средства за хигиена, средства за дезинфекција и постелнина. Помошта може да се предаде во магацините на Црвениот крст во Момин Поток, во Скопје од 8 до 18 часот во работните денови, во сабота и недела од 8 до 16 часот. Контакт телефон 30 96 227.
Со координиран пристап за обезбедување на соодветна помош во хуманитарната акција ќе се постигнат целите за задоволување на приоритетните потреби на семејствата. Хуманитарната акција за помош на семејствата во Куманово ќе трае до 31 мај 2015 година. За обезбедената и дистрибуирана хуманитарна помош, јавноста ќе биде навремено и соодветно информирана. Да се одложи закажаниот собир на 17 мај во Скопје, кој го организира Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, побараа денеска од граѓанската опција на Македонија. Повикаа на разум, мир и единство, одмерени изјави и постапки од сите политички чинители во нашата земја. На пресконференцијата упатија благодарност до припадниците на македонските безбедносни сили за сето она што го направиле и постојано го прават за безбедноста во Република Македонија. Граѓанската опција на Македонија на денешната пресконференција апелираше Социјалдемократскиот сојуз да го одложи закажаниот собир на 17 мај во Скопје. Од гром потенцираа дека тркалото на инаетење во нашата земја мора да се прекине, бидејќи на секоја навреда доаѓа контранавреда, на митинг контра митинг, а за такво нешто велат од гром нема потреба. Гром посебно ја замолува СДСМ да го одложи закажаниот собир за 17 мај во Скопје. Сите го знаеме вашиот став за актуелната власт. Сите ја знаеме вашата сила. Сите ја знаеме вашата желба да дојдете на власт. Значи нема нешто друго што би покажале на овој собир. А цениме дека со тој собир, кој може да тргне по лошо, ќе ја загрозите безбедноста на сите нас и цела Македонија. Од тие позиции, уште еднаш, ве замолуваме и ве повикуваме да не го правите тоа што може скапо да не чини и сите вас, но и сите нас, кои размислуваме различно од вас, а подеднакво како вас ја сакаме Македонија. Воедно од гром изразија благодарност до македонските безбедносни сили за како што изјавија сето она што го направили и постојано го прават за безбедноста во Македонија. Сакаме да изразиме и огромна благодарност кон сите наши сограѓани, припадници на сите етнички заедници, кои со својот позитивен однос кон состојбата во која што се најдовме и кон нашите безбедносни сили, допринесува да се извојува победата која сите нас не прави горди и ни дава надеж за еднината. Од граѓанската опција на Македонија повикаа на разум, единство и мир. Воедно оттаму ги замолија политичките чинители на одговорни однесување, постапки и изјави, бидејќи како што кажаа не е време за кавги, навреди, закани и инает. Вработените од фабриката за заварени цевки и профили 11 октомври протестираа пред и во кругот на фабриката, барајќи да им се исплатат за останатите 9 плати и придонеси за пензиско и здравствено осигурување. Револтирани денеска не ги пуштеле менаџерите да влезат во управната зграда и изјавија дека нема да ги пуштат додека не се уверат дека има пари на сметката. Додаваат дека немаат проблем со новиот доминантен сопственик, затоа што тој се уште не ја превземал фабриката. Обвинувањата одат на сметка на сегашното раководство. Револтирани работниците од ФЗЦ денеска го блокираа влезот на фабриката, собирајќи се спонтано на протест поради заостанати неисплатени плати. Вработените не им дозволија на менаџерите да влезат во управната зграда и рекоа дека нема да ги пуштат и наредните денови, односно се додека не им кажат дека има пари за нивните 9 заостанати плати и придонеси. Ни преговори ни беа од четврток до средата и се договоривме да работиме четврток и петок, имаме производња и во петок да исплати да земе една плата. Тоа не се случи. Не ќе да работиме затоа што не ни дава плата. И ни врши притисак да си идеме од дома немалку за да тоа е претња, тоа е кажи мобил. Последниот месец на работа тргнале речиси 90% од вработените. Им било ветено дека на почетокот на месецот ќе земат плата, се додека последните денови пак почнале да ги пуштаат на принуден одмор, велејќи им дека нема работа. Вработените ги обвинија менаџерите дека намерно ја запоставуваат ФЗЦ, прават залихи од произведените цевки вредни по неколку милиони денари, со цел да ги развиваат приватните сделки. 9 месеца лечење немам, 37 години работам овде. Да немам лечење, срамота овој. И они ga не даа плату, па пушеше ни по 7-6 сата, па на 70%, управа доаѓа на работу, плаќа ги по 8 сата ни. Леп зимам од работа да го носам дома, дека знае јавноста. Ви кажам, лепот го носам од тука дома на дете да му дам да јаде.
Денешниот мирен протест не го организираше основната синдикална организација, туку вработените кои спонтано се собраа за да ги искажат своите барања. Тие додаваат дека немаат проблем со новиот доминантен собственик, за кого што изјавија дека не го познаваат и дека се уште не ја превземал фабриката, туку дека проблем е, како што изјавија, акумулираните неколкумесечни проблеми со сегашното раководство на ФЗЦ. Инаку фабриката брои околу 700 вработени. Некогашниот дом на армијата во Куманово заглави во транзиционите процеси. Без прозорци и врати, уништен, обраснат во трева и натрупан во ѓубре. Овој објект е само спомен од минатото на добрите времиња, кога тука се одвивал активен културен и забавен живот. Кумановци апелираат до надлежните да се врати во функција некогашниот објект и повторно да заживее. Овој објект не беше наменет само за војниците, туку беше отворен и за сите оние кои сакаат да уживаат во најубавата летна бавча, со музика каде на времето се запознаваа младите, се раѓаа и првите љубовни врски. Се играше пинг-понг, имаше спортски игралишта со терени за фудбал и кошарка. Некогашниот дом на армијата во Куманово беше место каде што се одвиваше активен културен, спортски и забавен живот, велат поупатените кумановци. Сега ништо, сега се уништени, нема ништо. Никој пријатна вода. Ништо. Се видеше дека има живост, млади, приредби, игранки, војска. Сега нема ништо, се пусто. Дом на РМ беше од тоа време, јас кога бев, беше дом на ЈНА. Во тоа време тука се организира концерти, доваѓа секакви певачи, бивша Југославија, Зорица, Шабан, Тозовац, сите, плюс внатре имаше и кино, има билијард сала. Немогуќе за млади е било у тоа време. И разонода и све. Домот е изграден во далечната 1948 година и првично бил наменет за воените лица и пречек на генералите и високите воени представници. Подоцна бил отворен и за граѓанството со богата содржина и станал репрезентативен белек на градот. Располага со вкупна површина од 4000 метри квадратни, од кои 800 во простории. На времето тука гостували и големите музички звезди, како што се Здравко Чолич и Биело Дугме, а и се чекало ред за билет, се сеќава еден од поранешните вработени во установата. Во тој период кога јас работев, ова беше репрезентативно место за град Куманово, за армијата пред се. И едно вртилиште или собиралиште на млади луѓе, нарочито зборам порано во период пред изградба на Дом на култура. Фактички култно место за сите културно-забавни збиднувања во Куманово. Во домот имало и библиотека со богата литература по големина како градската, но во транзицијата се затворила, а дел од книгите се уништени во поплава. Нажалост, како и све што пропадна овдека, некој дигна тотално рација, оваа транзиција го погоди овој објекат, нажалост. И библиотека со извареден книжни фонд, со изваредно уредена библиотека, со сите нишани за библиотека. Еден известен период во АРМ функционираше, меѓутоа кога дојде до преструктурирање на армијата, се направи попис, се затвори таа библиотека, немаше кој да одржава и едноставно книжниот фонд беше затворен. Меѓутоа, после тоа се створи некоја поплава, дел се уништи, а дел е повлечен како и цел инвентар од канцеларии горе и од простори е повлечен во касата тогашта, а што е понатаму не можам да ви кажам. Веќе 10 години домот е оставен на забот на времето и на пропаѓање. Кумановци апелираа да се реконструира и да се врати во функција некогашниот објект и да биде повторно во интерес на заедницата. Од локалната самоуправа информираа дека овој објект не е под надлежност на општината. Има најава тој да се пренамени и искористи за потребите на градскиот архив и подрачното Министерство за земјоделство. Во општина Крива Паланка, претеничката Слаѓана Митовска оствари средба со две здруженија на лица со посебни потреби, на која стана збор за нивните законски утврдени права, проблемите со кои секојдневно се соочуваат, како и за активностите кои се превземаат за подобрување на нивната состојба во однос на пристапноста до институциите и вработувањата. Во рамки на редовните средби кои претеничката од Крива Паланка Слаѓана Митовска ги реализира со граѓаните, беше остварена средба и со лицата со нетипичен развој од општината. На средбата присуствуваа представници од Сдруженијата на лица со посебни потреби Хендикеп Плюс и од Сојузот на телесни инвалиди од Крива Паланка, Куманово и Кратово.
Посебен акцент беше ставен на проблемите со непристапност до институциите, со кои овие лица секојдневно се соочуваат, како и проблемот со ортопедските помагала, а од пратеничката беа појаснети последните измени на законите кои се однесуваат на вработување на лицата со посебни потреби. На средбата се разговараше во врска со нивните секојдневни проблеми, со тоа дека се соочуваат со проблемот бидејќи немаат пристапни рампи и немаат пристап до сите институции и секако дека во иднина треба да се насочиме за подобрување на нивниот пристап до сите институции, така да на тој начин ќе им го лесниме секојдневното живење. Од моја страна беа истакнати сите промени и измени на законите кои што се однесуваат токму на нив и секако дека во иднина ќе остваруваме повторно средба со нив, се со цел да имаме добра координација и да го слушнеме и нивното видување. Проблемите и предлозите за нивно решавање, овие лица ги изнесуваат на честите средби кои ги имаат со одговорните. Најважно е да бидат сплотени и заеднички да се изборат за нивните законски утврдени права, велат представниците од сдруженијата. Беа детектирани оние проблеми кои што лицата со хендикеп секогаш ги имат, оние пристапни. Збориме за архитектонските бариери, за пристапност. Општина Крива Паланка веќе го има оној влез основниот до доле, но проблемот е горе, лифтовите. Лифт во Центар за социјални работи, значи Министерството за труд и социјала и сите оние институции да си поведат мерка. Во постојана комуникација сме со нашата пратеничка, така да секојаш се труди да изнајде некое решение или до Министерство да поднесе некои предлози и барања. Јас се надевам дека и овој пат така ќе биде. Остваривме средба и сме и благодарни за тоа што таа не излезе во пресред да ги сослуша нашите барања од страна на инвалидните лица, кои што се доста многобројни. Ние ги изложивме на незе и се надеваме дека таа понатаму ќе, како наша представничка од тука, дека ќе продолжи со да ги издействува нашите барања до крајот. Комуникацијата и координацијата со маргинализираните групи ќе продолжи во иднина, порача пратеничката Митовс. Ретко, скоро никогаш, кумановските работници не пријавуваат психички притисок на работно место. Оваа година нема ниту една поднесена постапка за мобинг, информираат од регионалниот синдикален совет. Но и да има мобинг во фирмите, од синдикатот велат дека стравот од губење на работното место е единствената причина поради која работниците не го пријавуваат психичкото малтретирање. Стравот за губење на работното место е една од причините поради кои работниците не пријавуваат психичко малтретирање за време на работното место, сметаат граѓаните. Според нив, работниците денес немаат храброст да пријават дека газите им вршат притисок на работа. Најчесто се условени дека лесно ќе им се најде замена за пониска плата. Разочарано додаваат запрашаните кумановци. Сега се приватни фирми, повеќе и затоа се на повеќе се повеќе на психичка база народот. Имат право да ме стравуваат повеќе. Зошто? Зошто? Зошто утре ќе ги стерат работа? Нема затоа што ќе останат без работа. Најголем мобинг е партија. Порано не е било. Било е, да кажемо, некои намештаljke, што ја знам, с пријатели и така дале, али да те некој условлюе с нешто. Освен стравот, друг фактор за непријавување мобинг се и судските постапки кои се скапи, вели правниот застапник од регионалниот синдикален совет Гордица Бошковска. Додаде дека жртвите на психичкиот притисок секојдневно се обраќаат кај неа, но ретко, скоро и никогаш овие луѓе не одат до крај со докажување мобинг на работното место. Тие работници, претежно кои се изложени на ваков притисок, не се во состојба од аспект на трошоци да бараат заштита на своето право пред судот. Бошковска објасни дека досега ниту еден работник не се пожалил за сексуално вознемирување на работното место. И мислам дека и да има такво, значи, таков вид на притисок, работникот или работничката, значи, не би се осмелила да дојде јавно да проговори за тоа што се случува. Па најчесто се жалат во врска со однесувањето на работодавачот, да кажам, по однос на фактија партиска припадност. Работниците од Кумановско не поднеле ниту една постапка за мобинг оваа година. Според Бошковска, мобингот најчесто се врши со контроли, закани, омаловажување и критики по различни основи. Таа додаде дека мобери се оние лица кои неквалитетно ги извршуваат работните задачи.
Лидерите на ВМРО ДПМН, на СДСМ, на ДУИ и на ДПА ја одржаа првата лидерска средба во присуство на американскиот амбасадор Джес Бейли и на евроамбасадорот Аиво Орав, на која што ги кажале секој своите позиции и предлози за излез од политичката криза. Заврши првата лидерска средба на која претседателите на 4 најголеми политички партии во Македонија усвоија декларација за ненасилно правење на протести. Денеска, како што и самите бевте сведоци, имавме разговор претседателите на 4 партии кои имаат најголема поддршка од граѓаните, на кој што разговор усвоивме една декларација за ненасилно правење на протести или било какви други собирања. Исто така разговаравме и за други теми, имаше различни идеи и предлози и на крајот договоривме да се видиме уште еднаш, изјави премиерот Никола Груевски по средбата. Според него, тешко е да се даде квалификација дали оваа средба била успешна или не, но потенцираше дека ако се цени по донесената декларација, средбата може да се толкува како успешна, но доколку се гледа по други теми, може да се толкува и како неуспешна. На средбата, како наблюдувачи, присуствуваа амбасадорите на САД и на Европската Унија, Джес Бейли и Аиво Орав. Иницијатори на оваа средба беа представниците на меѓународната заедница за да почне диалог за решавање на политичката криза. Лидерите на најголемите 4 политички партии во земјата, ВМРО ДПМН, СДСМ, ДУИ и ДПА, Никола Груевски, Зоран Заев, Али Ахмети и Мендух Тачи, закажаа повторна средба во понеделник во 13 часот и 30 минути. Министерот за надворешни работи на Република Македонија Никола Поповски учествуваше на состанокот на министрите за надворешни работи на Северноатлантскиот совет на НАТО во формат решителна поддршка, што се одржа во Анталија, Република Турција, при што оствари средби со своите колеги. Во рамките на состанокот на министрите за надворешни работи на Северноатлантскиот совет на НАТО, што се одржа во Анталија, министерот Никола Поповски оствари средби со своите колеги. Главни теми во дискусиите беа последиците од политичката криза врз европските и евроатлантските интеграции на Република Македонија. На средбите било изразено сочувство за загубените животи и повредените во нападите кај Куманово, како и загриженост од присуство и активност на опасна терористичка група во Република Македонија. Со министрите за надворешни работи на Грција и Бугарија посебно се разговараше за условувањата кои земјите ги имаат поставено кон Република Македонија и кои се предуслови за одблокирање на процесот на пристапување кон Европската Унија и НАТО. Со министерот за надворешни работи на Грција се разговараше за предложените мерки за градење доверба од една страна, како и за наметнатиот спор за именувањето на Република Македонија, кој обстојува како пречка за членство во НАТО и Европската Унија. Со министерот за надворешни работи на Бугарија се разговараше за безбедносните закани и потребата од отворена соработка меѓу сите земји во регионот, како и за условувањата со меѓудржавен договор кој од бугарска страна е истакнат како предуслов за поддршка на патот кон НАТО и ЕУ. Со сите министри на земји членки на НАТО и Унијата беа разменети ставови околу ефектите кои ги има долгогодишното одложување на членството во НАТО и почеток на преговорите со Европската Унија врз Македонија и регионот, стои во соопштението од Министерството за надворешни работи. Од денеска до 16 мај во Софија се одржува 8-та македонска книжевна визита, на која учество ќе земат и 10 македонски поети и писатели. Манифестацијата е во организација на книгоиздателството Макавеј од Скопје. Манифестацијата Македонска книжевна визита има за цел унапредување и подобрување на врската меѓу македонската и бугарската литература, афирмација на македонско-бугарските преводи, како и подобра комуникација меѓу самите автори од двете земји. Еден од најдрагоцените придонеси на Македонската книжевна визита во Софија е откривањето, поттикнувањето и афирмацијата на нови преведувачи на македонска литература во Бугарија. Во таа смисла наградата Македонски книжевен дедал, која Макавеј ја доделува на секој издание од оваа манифестација, придонесе да се оформи во изминатата деценија нова група квалитетни преведувачи кои безрезервно ја согледаа новата голема модерна мисија на македонската литература. Овогодинишната 8-ма македонска книжевна визита ќе одбележи и 100 годишнината од раѓањето на еден од основоположниците на современата македонска литература Венко Марковски. Освен тоа ќе се одржи вечер на македонската поезија во која ќе учествуваат десетина македонски автори. Со оваа манифестација издавачката куќа Макавеј по 8 пат придонесува во унапредувањето на врските меѓу македонската и бугарската литература, во обновувањето на плодната комуникација меѓу писателите и книжевните научници од двете земји, во афирмација на преводите на македонските дела во Бугарија и бугарските автори во Македонија и во поттикнувањето нови приврзаници и почитувачи на македонската литература.
Пожар во фабрика за обувки на Филипини. Загинаа најмалку 72 лица. НАТО ќе го продолжи присуството во Авганистан и по завршувањето на сегашната мисија. Ватикан соопшти дека ги завршил преговорите со палестинските представници за договорот за признавање на Палестина за држава. Свето денеска. Најмалку 72 лица загинаа во вчерашниот пожар во фабриката за обувки во филипинската престолнина Манила, пренесуваат светските медиуми. Како што соопштија локалните власти, спасувачките екипи од подурнатините на адвокатната зграда во предградието Валенсуела утринава извадија уште десетици тела, откако синоќа ја прекинаа потрагата поради безбедносни причини. Пожарот избудна вчера поплане по експлозија предизвикана од искри во канта со хемикалии, користена за правење обувки и јапонки. НАТО ќе го продолжи присуството во Авганистан и по завршувањето на сегашната мисија. Ова е решено на воредниот состанок на министрите за надворешни работи на Алијансата во турскиот град Анталија. Генералниот секретар на НАТО Јенс Столтенберг на посебен состанок со представници на Авганистан разменил мислења за тоа како да се изгради натамошното долгорочно партнерство. Откако ќе заврши сегашната мисија, решителна поддршка. На состанокот се разговарало и за Украина, како и за справувањето со имигрантите. Ватикан соопшти дека ги завршил преговорите со палестински представници на договорот за признавање на Палестина за држава. Светата столица прецизира дека договорот ќе ги дефинира активностите на католичката црква во областите под контрола на палестинската власт. Ватикан како решение на израелско-палестинскиот конфликт гледа во постоење две држави. Израел веднаш изрази разочараност од ваквата одлука на Ватикан. Израел за признавање на палестинската држава, но само откако ќе биде постигнат траен мировен договор. Во текот на една година Шведска ја призна Палестина како држава, додека Европскиот парламент и неколку национални парламенти во Европа донесоа необврзувачки одлуки за тоа. Кошаркарите на Куманово во оваа сезона ја остварија главната цел – пласман меѓу 4 најдобри екипи во Македонија. Во наредниот период Куманово ќе треба да докаже дека има екипа која може да оствари големи резултати. Кошаркарскиот клуб Куманово по долго време успеа да избори пласман во најдобрата четворка во Македонија. Ова екипа потврди дека има квалитет за големи остварувања, па сега останува епитетот да го потврди во решавачката рунда од плейофот. Спортскиот директор Младен Давидовиќ има оптимистички размислувања во пресет на случувањата. Господин Давидовиќ, финишираат на преварите во суперлигашкото разигрување. Она што е најважно, Куманово после долги години се пласира во плейофот, па и да направи еден краток рекапитулар за овој дел на преварувањето. Токму така, Куманово после долги години се пласираше во плейоф. Тоа ни беше и примарна цел на почетокот на сезоната. Затоа сме среќни и шансата не ја гледаме тука до крај. Инаку доколку ни се укаже шанса да ја влеземе и корак понатаму, ние тоа ќе го направиме. Следниот надпревар ќе го диграме во сабота, тоа е редовно последно коло со Фени Индустри, но мора да потенцирам поради познатата ситуација што нашиот град го доживеа за викендот. Кошаркарската федерација не излезе во пресрет и ова прилика ја користам да ги поздравам и да ги се јавно заблагодарам, бидејќи колото со работнички ни го преместија да играме пред полна сала на домашен терен во вторник на 19.2. Ние шансата ја гледаме уште како екипа дека може да стигнеме до второ место, кое ќе значи и уште еден надпревар на домашен терен. Таа шанса ќе гледаме да искористиме и доколку се биде како што треба, грубо кажано победа со Фени и победа на работнички повеќе од 10 разлика, ние ќе го завршиме Суперлигата на второ место и така ќе се бориме за финале. Реално знаеме дека имаме добра екипа, квалитетна на сите позиции. Има ли оптимизам дека може да одиме и чекор повеќе ова година? Така, предходно кажав, ние, кај нас во екипата владе големо расположение. Екипата ја гледа својата шанса и мислам дека доколку ни се укаже, сигурно ќе искористиме. Имаме преполна сала, супер навивачи кои ја знаат кошарката, кои сегогаш се со нас и таа енергија треба да се пренесе на самата екипа и тој цилј финалето може да го играме ова година. Да посакаме Куманово да ги оствари амбициите, а може би и чекор повеќе, да го донесе победничкиот пехар во Куманово
на задоволство на своите верни навивачи. Во фудбалската лига на шампиони познати се финалистите. На 6 јуни во големото финале во Берлин ќе се сретнат Јувентус и Барселона. Екипата на Јувентус после долги години повторно ќе игра во финалето на Лигата на шампиони. Старата дама вчера во ремашот во Мадрид одигра 1-1 и се избори за мегдан со Барселона на 6 јуни во Берлин. Што се однесува до напреворот, Реал беше подобар во првото полувреме, кога успеа да поведе со голот на Роналдо од пенал по прекршокот над Хамес Родригес во 16-ти год. Во тој период од играта Реал можеше да постигне уште некој гол, но среќата не беше нивен сојузник. Во вториот дел Јувентус воспостави целосна контрола во играта и беше поконкретен во нападите. Во 57-та минута, повторно како и на првиот меч, кобен за Реал беше Мората, кој успеа да погоди. До крајот на мечот Реал имаше јалови напади, а Јувентус со мудра игра го сочува ремито. После неуспехот во домашното првенство Лигата на шампиони, можно е заменување на Карло Анчелоти од клупата на Реал. Што се однесува до фудбалот, возбудувањата продолжуваат вечерва со реваншите од Лигата на Европа во кои ќе се сретнат Днипро Наполи и Севилја Фиорентина. Во останатите вести од меѓународниот спорт донесуваме. Ноќеска во НБА лигата значајни победи остварија екипите на Голден Стейт и Атланта. Хрватскиот фудбалски репрезентативец Марио Манџукиќ размислува за преселба во Монако. Во НБА лигата ноќеска беше мощно интересно, особено на преорот помеѓу Атланта и Вашингтон, во која Атланта оствари победа 82-81 и победе со 3-2. Творци на победата во Атланта беа Хорват со 23 поени 11 скокови, како и Тики Милсап со по 14 кошеви. Во екипата на Вашингтон одличен учинок имаше Бил со 23 поени, како и Пирс со 11 кошеви. Во вториот меч Голден Стейт го свода Мемфис со 98-78 и исто така победе со 3-2. Овој напревар беше многу брзо решен, бидејќи Голден Стейт успеа да стекне убедливо водство, кое до крајот го сочува. Одлична партија прикажа двојцот Томпсон и Кари со 21, односно 18 поени. Во Мемфис Гасол реализираше 18 поени и 12 скокови, како и Рендолф со дабл учинок до 13 поени и 10 скокови. Хрватскиот интернационалец Марио Манџукиќ, член на Атлетико Мадрид, размислува на крајот на сезоната да си замине од Мадрид. Според пишувањата на одредени медиуми, тој не е задоволен од минутажата во екипата, па поради тие причини повеќе не е подготвен да седи на клупата. За Манџукиќ во овој момент има заинтересирана повеќе екипи, но Монако и неговиот богат собственик Димитри Риболовљев се подготвени да достават одлична понуда за голгетерот. Манџукиќ оваа сезона постигна 20 голови во дресот на Атлетико Мадрид. Времето денеска беше сончево и топло со мала до умерена локална облачност. Проследете метео и за следните денови. Ви благодарам на вниманието. Останете со К3 и имајте пријатна вечер.